Женско лукавство, чита Александар Стадојков. Си била една жена безчесна и многу итра. Се едно бажа си го лажела и го маткала, за да не ја усети оти оид по лош пат. Мажу, мажу, му велела и го прегрдувала, да што олку тебе те билувам, од било што имам на тебе и на соно те сонам, да ослепеам и да оќорјам и да две на едно око да деклам ако те лажам. Мори жено, ја рекол тој, а пак да знаеш јас колку те милувам тебе, кај што спијам би ме гледала. Види, жити Господ, му рекла таа, да и ти зар толку си бе бил, сполај ти Господи, за чудење со нас ќе бидите. Знаеш домаќине зошто имаме ние толку голем милост? Венчанието не приимало, зар ти ќе од тоа толку се билуваме? А лаверсът нека даеше Господи убава Богородица довек така да се билуваме и да си се сакаме, да кој како сака дека рече за нас. Ние не треба да слушаме светот, чунтинаарните луѓе свето му завидуваат, абе не е вака домаќине. Така е домаќинко, да си ми жива и здрава и векојта. Ти гледај си ќевот, кој како сака тека си речите. Ние не треба да го слушаме, ами да си се милуваме уште повелико од како што досега. Што велаат стари, оти бажите се со крстот на чело, а жените со крстот на тило, та можат да си лажат бажите. Така и оваа сестрица си го лажела и си го маткала бажа си со сладките збори и си вршела лоши работи пред очите на бажа си. Секое утро го скоривала порано и го испраќала надуќан, да си прибирала друг маж. Една утрина, од која беше си ошол мажот ја надуќан, беше си го заборел ќесето со пари, да ќе му потребале за да поврати на некој човек, и трчаница се повратил дома за да си го земит ќесето, и едно дошол да врата, видел во постелата двајца. Веднаш се устрамил, та се актал в гради и си отишол надуќан. Седнал и ватил да се мисли и сам себе да си велит. Проклета жена, Јуда Искариотска една. Да ваква беше милоста твоја, што ме прегрдуваше и ме целиваше со јудино целивање, и што ми се колдеше и месата си јадеше, оти од срце ме милуваше. Зар сето тоа било да ме маткаш и да ми клаваш перда на очите? Чекај, курво, ни една вечер ќе ме видиш што маш сум. Ја ти идам одакот ја умирам. Така мислејќи, човекот седел и дури не знел кај седит. Жената му, која видела ти мажот ја видел со друг маж во постелата, се усукала и ватила и таа да мисли како да се отима и како да велит. Во тоа време ти една стара баба просјачка ја дошла кај жената да ја сака за Бога милостина. Мори уба, не е сто. Дај ми за Бога едно парче леп да си ми жива и здрава и да ме ти е жив домаќин, му рекла бабата. Мори бабо, ој би си со здравиот и си имам големо гајле, да со блосот што ме блошаш да сум жива и домаќинот да ми е жив. Јас до вечера ќе бидам жива, а домаќинот ќе си биде жив. Ти така ќе си биде заисто, јас си знам само. Тоа неќум да ме блослуш, бабо, ја рекла жената да жалена. Ќерко, што зборуваш така да е глува земја? Бог те си впазува. Кај Господ да не се стори та да умриш уште млада и зелена, ја рекла бабата. Од моите дни тебе нека ти дајт Господ, кај јас се чинам, а не ти да ми умриш младич. Немој, ќерче, немој душу, не зарекуј се сама себе, оти од тоа полошо немат. Мори бабо, мори мајко, на моево гајле што го имам денеска, ќешće да се заречев и да умрев та без тоа кај што седам, одошто да сум жива до вечери да ме отепа маж. Како, ќерко? Ја дорече го зборот. Дали мажот ти нешто ќе те тепа? Ја кажи една баба за да ми ти завет и да ме видиш што мајстор сум. Вамо, тамо, бабата с уште многу збори што е рекла, ја кандисала да и кажи што ал имала. Еве што ал имам јас, и рекла жената. Јас имам еден љубовник, а бажот ми ич до сега не ме знаеш, оти сум таква, ти го маткав, го лажев со ѓолштина, ама. Што се рекол еден збор, се што се прави скришто да мегдан ти излезит,
и да вистина бе не мисле за ова утро. Беше ми дошол љубовникот и мажот ми, не знам што беше го надупил ѓаволот, да се врати од дуќан по нешто за да земит, чути инаку тој никој пат тење дома не ми идеше. Оти јас бев го кордисала и бев увелела да си оид порано на дуќан и да си седи твезден на дуќан за да печели сега да младост, за да имаме на старост. Така си го маткав и си го лажев. Ардо, туку, еве денеска ми извади ѓаволо да мегнат, да вечер треба мажот ми да ме отепа. Ете, тој ние ти имат бабице, ај сега ти баре ми крајот ако можеш. Така кажи ми, дечерко, да бабица крајот веднаш ќе ми ти го најдет. Само ти готви ми една кошулица да ме промениш и кажи ми, сношти што вечеравте и која чаршија му е дуќенот од набажа ти кажи ми, да ќе видиш што мајстор сум. Бабо, сутила ти уста, ако ми сториш тоа добро, то ти ќе манастир си направила. Гледај, вамо бабице била, не една кошула ќе ти дадам, ами две. Обете од дигла, уште не разгрнати да бидат. Ваков боштак да ме знаеш мене. Не прашај, бабо, што вечеравме. Сношти вечеравме лепи граф, бабо, а дуќенот на бажа ми е на ќошот во тестото сокаче. Тамам не вече, клај си шабијата настрана и готви кошулите. Ама слушај вамо што ќе сториш кога ќе го видит мажот ти, отиди од дуќан. Ќе истрчаш и ќе го пречекаш уште кај потлете ќе му велиш, заошто носиш гостин човеку кога вечера немаме. Тој ќе се чуди на тој збор што ќе му го речиш и ќе си речи што ти немам никаков човек, јас не досам, кај гледаш човек да досам. После ти ќе речиш оти, грав дека вечерав ти ќе од тоа едни од двајца ми се гледа море човеку. Бабата, од која научила така жената, беше пошла в чаршија, близу до дуќенот од маже, та му посакала милостиња. Дарујте ме, бре, браќа, му рекла, по една пара за Господи ви се молам, оти сум сиромашка. Забиди сега, стара, му рекол мажот и на жената, Господ нека ти дајт. Да, вистина, Господ ќе ми дајт, бре, брате, туку и вие да ми дајте. Ете, двајца домаќини тука сте да сте ми живи и да ви се живи домаќините, што ви дал Господ. Дарујте ме двајцата по една пара, што ќе бидит за вас? А мене ми се собираат 2 по 2 и ќе ми се сторат 4, ќе си купам едно собунче помеко за да јадам. Оти си немам заби да јадам дома шерлеп. Нори бабо, али не ти се гледат, оти овде нема двајца, што сакаш од двајца по една пара? На ти една пара, јас, ој ми си со здрави, ја рекол човекот. Бог да прости, брате, Бог да прости, да ми ти е жива домаќинката. Брате, ти дај ми една пара. Се свртила ѓоака и другиот човек што го гледала в дуќан. Да ми ти е жива домаќинката, што бидва за една пара? Ама бабо, не играј како некој дете, кој ти велам оти, друг човек од мене немат во дуќанов, ја рекол човекот. Море брате, дај да друго место така ми рекол. Ами сега ми текнуат оти отпустио граф што јадов сношти ми се гледат едни од двајца. Од тоа брате, од тоа сега ми текнуат, оти имат во годината неколку диваквие што ако јади човек граф да му се гледаат дета едни од човек 2. Да, од тоа и јас така гледам. Туку те молам да ми прости што ти додев и седи ми си со здрави. Му рекла бабата и си отишла по работата. Вечерта човекот затвори дуќанот и си отишол дома налутен. Дубат мисли што да и прави та жената си. Едно влегол в порта и таа беше го пречекала спроти како што беше нарачала бабата. Море човеко би што ти текнало гостин што си повел со себе? Лели знаеш што ти вечера немаме домаќине? Ти лели си сакал гости да носиш? Требаше да дарачиш за да приготвам вечера, а не вака апансас да го носиш. Каков гостин буриди каквице? Ја рекол да лутено. Што се лутише домаќин страмотеот од гостинот? Каков гостин бури, кај гледаш гостин? Елем ти се преседува нешто како те гледам јас, ја рекол мажот ти. Домаќине, да за вистина ми се преседувал. Зеле отпустио грав што го јадовме сношти, така ми се гледаат едни од двајца, така му рекла. Кога чул тие збори мажот, туку се претворил во мислите и е рекол да жената си. Мори душко, што ќе те земев на душа ќе те отебав. Ами заошто, мили мој домаќине, што кабе ти сторив, кажи ми, жити мене.
Море, сега ќе ти кажам и грешката ќе си ја припознам, ама што вајде, еве што бори домаќинко. Од утрина, кога дојдов да си го зебам ќесето, те видов во постелата каде бевте двајца и многу се налутив и се сторив тие да те отепам, ама Господ ме чувал. И Бог да прости да една баба што и таа беше јала граф, да се гледа едни од човек двајца. Еве, и тебе така ти се виде, та од тоа ќе верувам, оти јас од утрина така те видов едни од двајца, зер отпустио граф што јадов местошти. Домаќине, што грев голем ќе стореше и да душа ќе ме земеше, туку што ти велат, што ти е тјак ангелот, Господ ќе те чуват. Правидата се танчит, ама не се кинет. Ама не е така, домаќине. Речи сега, да си би жив и здрав и век со мене, верна домаќинка си Ќердоса. Така е, домаќинко, да си ви жива и да би простиш што ќе ти изгрешев. Простено и благословено да би тие домаќине од мене и од убава Богоројца и сега и во век века. Еве, вака го изматила итрата жена мажа си и правила пак што си знаела.